Околу судството, реформи на судството, еве премиерот Мицковски најавува реформите дека ќе почнат веднаш по локалните избори. Потоа во детали ќе одиме, но проблем е што од најавата на Мицковски дека ќе почнат реформите после локалните избори отвара сомнеш дали воопшто оваа влада сака да направи некакви реформи, ако заклучиме дека повеќе од една година помина и ништо не е сторено. Што сметате, кои треба да бидат приоритетите околу тие реформи? Само да уште една реченица, прочистување не значи елиминирање на целото судство, како што беше примерот на Албанија. Може да има разни модификации. Например, да се разгледаат, да се проверат имотните состојби на сите суди и обвинители, например. И потоа да се разгледа и нивната работа. Тоа да бидат предмети на проверка и расчистување. Многу прашања дотакнате. Да одговорам прво на прашањето по однос на доцнењето за реформите. Значи, во изборната кампања прво беше расчистување со правосудството, генерално гледано, и тогаш се зборуваше за големи реформи дека ќе бидат направени и дека судиите и обвинителите кои што не заслужуваат да ја обавуваат таа функција ќе сносат своји последици. Последици нема. Од тогаш помина година и пол. Ја не гледам нешто дека се прави во насока на реформите. Прво беше, еден од примерите, за обвинителот, државниот, напади и во насока на тоа барање и интерпелација и понатаму тој сам да си поднесе оставка заради наводни пропусти. Потоа го меѓутоа тоа последно едноставно закочани делат дека ќе остане. Дали ќе остане закочани или не, факт е дека пред народот се покажа дека таа постапка према овој човек се запре. Тоа што го наоѓа како оправдање, во колку навистина има големи проблеми, за кои што ја не можам ништо да кажам, заради тоа што не знам ни кои се тие проблеми, не се презентира јавно, конкретно. За обвинителот говорите? За обвинителот. Не можам да кажам дали барањето било во ред или не било. Издржано или не. Уште повеќе што има обвинителски совет, кој што во колку има некои пропусти, се води таа постапка дисциплинска и така натаму. Сомнеш голем остава тоа што се прекина барањето за разрешување на овој проблем према овој обвинител. Да. Ако некој не чини, ако некој не обавува својата функција така како што треба, која е вербата вие да го оставите тој истиот човек да продолжи да работи закочани и да кажете да го заврши сега случајот за кочани. Што сега ќе искочи ако има проблем во таа некоја постапка? Да. Тогаш повторно ќе биде крив овој обвинител. Ќе биде. Или ќе си наоѓаме повторно оправдување, ние не сме завршиле работата и сега преđи бриго на другога. Значи сега повторно ќе бараме кривицата кај некој за кој што сме викале дека, односно они викале дека тој не е кадар кој што треба да остане. Да. Сета таа ситуација ствара еден сомнеш кај луѓето кои што ги познаваат работите во правосудството и луѓето кои што на некој начин се заинтересирани и ги ценат
зборувањата и заклучоците на политичари. И затоа политичарите треба да водат многу голема сметка што кажуваат, заради тоа што утре задутре состојбите се менуваат и не може и тие во дадената ситуација одма мислењето да го менуваат. Ако некој нечено има постапка, не си ја покренал таа постапка, а си дозволил и да продолжи да работи, и сега оставаш терен ти да не бидеш крив, некој друг да биде крив. Тоа не е разрешување на проблемот и тоа не е расчистување на поле на правосудство. Кога зборувам правосудство, мислам и на обвинители, и на суди, меѓутоа ја би додала и адвокати. А тоа се тие мрежи. Тоа се сите тие и ние кога зборуваме за странки во постапката, на странки не се обвинителот и адвокатот. Да. А судијата е тој кој што ги пресудува работите. Ова обвинение за Кочани е обемно. Многу луѓе се вклучени. Само да поставам прашање околу Кочани, може да одите со коментар. Има многу, има истражувачки истории, моите колеги од ИРЛ направија историја околу обвинителскиот акт, има многу критики и се уште не се знае практично како ќе изгледа обвинителниот акт и па мене токму тоа и мислам. Резултат судскиот процес како ќе изгледа. Значи се даваат критики. Да. Ние велиме политичарите не треба да ги даваат тие критики, треба да се заврши барем еден дел од процесот, каде што нема назад па да можеме да утврдуваме има ли какви пропусти или нема пропусти, а некои други кои ги даваат тие критики ги прифаќаме. Да. Значи, има приговори. Тоа е првата работа. По тие приговори треба да се одлучи и според мене ние мораме да сочекаме да видиме што останува, што излегува од постапка, која што се иницира со тој обвинителен, со таквото обвинителско дејствување. И откога тој процес ќе биде завршен, значи ние имаме заокружување на обвинителниот акт, и тогаш можеме да зборуваме кој зашто е обвинет. Да. Меѓутоа, коментарите понатаму не. Коментарите понатаму кога ќе заврши судската постапка. Кога ќе се види што е крајот на работењето на истражните, на обвинителството и на судството. Никој не може да се на некој начин ослободи од одговорност во своето дејствување. Дали станува збор за прикривање на докази? Дали станува збор за докази кои што биле присутни, а не се земени во предвид? Дали станува збор за други активности на истражните органи, во кои што е вклучена и полицијата? Дали станува збор за пропусти кај обвинителството? И на крајот, дали станува збор за пропусти кај судот, меѓутоа само во овој сегмент. Понатаму е на судот да постапува. Од која ќе заврши правосилна одлуката, коментарите се добро дојде. Сега да објасните малку, да ве прашам. Велите на крај на судскиот процес и да се коментира потоа пресудите практично се резултатот. Да. Сега, зошто не сметате дека не може да се коментира обвинителниот акт? Например, ако станува збор за заеднички обвинителен акт на сите актери... Не реков дека не сметам дека треба да се коментира обвинителниот акт. Тоа да објасните. За одреден дел, да. Добро, зашто точно? Па ја не го знам обвинителниот акт. Добро.
Има зборувања дека дел од овие не влегуваат во истрагата воопшто, ниту во актот. Нити во актот. Или има делови кои што се влезени и во истрагата и во актот, а не требале да бидат влезени. По овие вака коментари. И затоа велам, првото, од кога судот ќе донесе одлука што прифаќа за да постапува понатаму, може да се детектираат одредени работи. Пропусти и слабости. Да, или добро постапување. Да. Меѓутоа, тоа не може да се коментира во насока на одговорност се додека постапката и судската утре не заврши. Затоа што и во овој процес може да настанат одредени, да речам... Истрагата може да се проширува. Се е возможно. Тоа прашувам. Се е возможно и доказите треба да бидат чврсти и треба да бидат аргументирано презентирани и одбранувани. Затоа сметам дека сега било какво мешање е несоодветно. Мешање од страна на политичарите, на Така, тоа мислите. Не критики од медиумите. Видите, медиумите можат да критикуваат дури некогаш и неосновано, за да се развие некоја дискусија, за јавниот интерес да биде малце предмет на елаборирање. Меѓутоа и тоа треба да биде со услуг, што велат старите. Но добро, аргументирано критикување аргументирано, зборувам основа, темел на демократијата. Апсолутно. Да. Меѓутоа, темел на демократијата не може да значи мешање во судската власт. Од страна на извршната власт, законодавната. Имаме законодавна, имаме извршна власт. И ако сакате, и лица од јавниот живот кои што може да креираат некој мислење. Со одредена моќ. Јавниот живот, лица кои што можат да креираат одредено мислење. Да. Кое што јавно мислење е изнесено на начин несоодветен. Во случајот сметате дека околу Кочани се меша извршната власт. Премиерот Мицковски многу пати говори. Во многу моменти голем дел од политичарите се мешаа во оваа постапка. Да. Дали министерот за внатрешни работи, дали одредени министри, дали премиерот, дали па и опозиција, без разлика која, пошто веќе имаме неколку опозиции. Значи, зборот ми е ако во демократијата има поделба на властите, треба да се сочека, да се види што е крајниот резултат. Да. Тоа е за овој предмет. А за разрешување на проблемите во правосудството имало можност година и пол да почне барем нешто да се презема. Не само за зборување, и ќе се каже дека судиите не чинат, дека обвинителите не чинат. Се согласувате па ли на со... крај, само да завршам, па на крај ќе кажете дека па не сите, само дел од нив, а сте почнале во процес за сите. Ветингот кога беше во Албанија. Не, ветингот кога почна тука да се дискутира. Но да само да се дискутира, на тоа остана. И тогаш за сите судии беше. Да. Нити тој ветинг, нити некое друго действување за проверка на работата кај судиите, кај обвинителите. И имотната состојба. Се направи. Не е само Ама тоа работата. е еден од инструментите. Да. Тоа е нешто кое што и порано можело да се направи. Вие сте можеби помлади, меѓутоа имаше ситуации кога и сега, кога стапуваш на јавна функција, ти поднесуваш имотни листови. Што имаш, како имаш и кој смета ако
Не со одветствува Ако имотната одредена состојба. ситуација представува некаков проблем, да, ако ништо друго, да се повика странката и да даде исказ од каде се тие. И покрај тоа што во пријавувањето пишува. Дали е наследство, дали е купо-продажба, дали е поклон. Значи, има индици, има индикации кои што можат да доведат до отпочнување на некаква постапка. Да, ниту една постапка не е Тоа е започната. подна основа. Друга работа е квалитетот на работење. И тука има податоци. Без разлика што голем напад е на судскиот совет. Меѓутоа, тие наоди што судскиот совет ги правел во врска со квалитетот на работа, меѓу другото подлежеле и на приговори од страна на судиите кои што биле оценувани. Да. Имало ли, немало ли, на времето квалитетот на работењето на судијата се ценеше преку потврдени, укинати и преправени одлуки. И нормално однесување на судиите. Судија со интегритет, судија со културен однос, судија со познавање и така натаму, водење на постапката на еден одреден, прецизен начин, детектиран Развлекување во на постапката. законите за кривична постапка, граѓанска, управен спор и така натаму. Ние имаме правен лек исто така за утврдување на прекршување на разумниот рок за водење на постапката. Тој во почеток нешто беше интересен, сега веќе никој не го коментира. Да. Што е проблемот? Сите овие инструменти се достапни на оние кои што сакаат да покренат постапки за судиите и за обвинители. Околу имаше критики, постојано говорите за мишење на извршната власт, особено на извршната власт, заради тоа што таа е клучната моќ ја има во оваа држава. Парламентарна демократија смено, тоа е само проформа систем. Предмет на критика од страна на премиерот Мицковски беше и една докторка на онкологија, која доби условен затвор. И постапката се уште не е завршена, има можност за Таквото жалба. однесување е недопуштено. Значи, ова е директно мешање не само во работата на судската власт. Ова е директно мешање во независноста и непристрасноста на судството и притисок во судството во овој сегмент. Без да се има правосилна одлука, без да се има, па и ако сакате првостепена одлука, да се прочита аргументите, да се видат, по мене, во тој случај, кај првостепената одлука, можеш да креираш своје мислење. Меѓутоа, не е на тебе и на никого тоа да го коментира, се додека одлуката не стане правосилна. Прво, презумцијата на невиност е во прашање, понатаму, што по прашањето на жалба, кој одлучува, што одлучува, која е одлуката и кога станува таја одлука правосилна. Правосилните одлуки, сметам, може да се коментираат, меѓутоа, аргументирано и од луѓе кои што можат да презентираат нешто кое што утре задутре може да представува основа за нов процес. за се она што е едукација. Како треба да биде или како не Или треба нов да биде. процес, ако има докази, ако Ама не, поседуваат. тоа е се во фаза на одлучување по одлуката. Значи, ние имаме, кога велам правосилна, подобро е, може да кажам, конечна одлука. Значи, тамо каде што не може веќе ни воредните правни лекови да се потребат, Добро, ама кај што може. не може, велам, или кај што се исцрпени и тие лекови, и веќе нема можност да се постапува по правни лекови во оваа насока.
Не мислам Добро. за постапките кои што утре заутре може да додат пред Европскиот суд за човечки Или нови постапки да бидат отворени ако презентирате нови докази. Ама сето тоа е во воредни правни средства и во редови. Значи, затоа велам, има многу такви средства, да не ги набројуваме. Се додека одлуката не стане конечна, се додека постои можност нешто да се промени, кои што промени треба да дојдат од правосудните органи, до тогаш коментарите на извршната и на законодавната власт не се добро дојде. И влијание во судскиот процес се тоа. Вршат притисок. Вака или така тој притисок постои. И тој притисок прво тие треба да го отстранат и да покажат пред јавноста дека притисоци во правосудството на овој начин не треба да се прават. И ако сакате, и едукативно, и другиот свет да не дава коментари, рекла казала, за да на тој начин врши некој притисок. Еден од притисоците е именување на судската пракса. Јас само ќе ви кажам да ги видите порано предметите за одредени сообраќајки и после тоа предметите исто така за одредени сообраќајки кога притисокот на јавноста беше многу присутен. Од тој притисок треба да биде ослободен и судијата и обвинителот. Тој треба да ги презентира аргументите за донесената одлука. Притисоците на страна. Во одлуката може да стои јавноста е загрижена, бла, 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 и се... Меѓутоа, аргументите, еден од аргументите е конзистентна судска пракса. Тоа е стандард кој што го пропишува Европската конвенција, што не значи дека таа конзистентна судска пракса не може да се менува. Меѓутоа, треба да се дадат аргументи за таквата промена. Кои што аргументи ќе бидат подкрепени со докази, секој да може да ги оцени и секој да може да ги прифати. Јасноста е неверојатно потребна. Јасноста кога зборуваме најобичниот граѓанин да може да разбере. Затоа што казните имаат и превентивно дејство. Не само према тој што се изречени, меѓутоа и према пошироката јавност. Лекција да се научи околу оваа држава царува неказнивоста, култура на политичка култура на неказнивост. Тоа можеме да дискутираме, зашто за таа неказнивост апсолутно не може да се обвинат само судиите. Заради тоа што пред предметот да дојде до судиите има претходни постапки кои што доведуваат до резултат неказнивост. Не може тони да се скулпираат од одговорност, а само судиите да бидат виновни. Затоа што има темата е таква да има многу можност да се дискутира, да се објаснува, да се презентираат факти, аргументи и така натаму. Важно е дека сите треба да сватиме дека мешањето во судската власт не доведува до зацврстување на позицијата на независно, непристрасно, објективно, професионално судство. Тоа е се, тука независно, непристрасно и професионално судство се покрива. Значи, за секој од овие елементи можете да најдете 1000 под елементи кои што укажуваат како да се дојде до независност, како да се дојде до непристрасност, како да се дојде до објективност, транспарентност и така натаму. На крај сме ви благодарам што бевте гостин. Благодарам и на поканата.